Давид Даниловски, или како што многумина го познаваат Јанк Дади, е младиот артист кој со хитот Лидија ја освои публиката, но и социјалните мрежи. Во Македонија наутро зборуваме за успехот, инспирацијата и што е следно. Давид, добро утро и добре дојде во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро и добро ве најдов. Лидија стана за многу кратко време еден вирален хит. Кој беше моментот кога свати дека песната на вистина ја освои публиката? Па искрено јас очекував дека ќе биде нешто од песната, затоа што во самиот момент кога ми дојде онака првиот стих, осетив дека има нешто. Меѓутоа, кога видов дека стварно цела држава ја пее и луѓе од различни возрасти ја пеат, тука сфатив дека стварно сме направиле нешто, затоа што стварно не беше тоа мојата регуларна публика, туку стварно видов дека пошироката маса ја сака. И некако во тој момент знаев дека сме направиле нешто над просекот. Така. Сега она што е интересно е тоа што текстот за Лидија си го напишал за 15 на минути. Колку често инспирацијата ти доаѓа толку спонтано и дали токму тие моменти носат најсилни песни? Па, мене не ми доаѓа многу често, меѓутоа кога ќе ми дојде, она погодено е, значи ние сме работеле, да речеме, цела година у студио, сме правеле, може да имавме направено претходната година преку 100 песни. Меѓутоа се случи еден момент најспонтано да мене ми дојдат тие 15 минути и да сум најинспириран. И некако само си дојде, буквално вака ја слушам мелодијата, го кажувам текстот на Андре Ник, мојот продуцент, му викам ова е тоа, он го слуша ми вика ова е тоа, седнувам, го снимам, како што го снимам референот, така полека ми доаѓаат сите зборови и ја правам цела песна. Така, сега она што е интересно е дека спотот е снимен во лифт, целото дејство. Која е приказната што сакавте да ја прикажите преку вашиот спот? Па всушност тоа е една символика, нели, качи се па видеа и сега како да го направиме тоа да биде некако најпросто, а да биде толку интересно за гледање. И всушност приказната е дека во лифт има, кога се возиш во некој лифт, обично дали ќе влезе некој комшија, дали некој непознато лице, меѓутоа секој си има своја приказна. И некако сакавме да ги прекажеме сите приказни во еден лифт и уствари символиката е качи се па видеа, уствари влагаат сите во лифтот и никој од тие луѓе не е Лидија и сите ја бараме Лидија. Тино всушност ме догледува и сака да го фати лифтот за да види која е Лидија, меѓутоа не може да го фати. Трча по скали и на крај ме наоѓа мене у лифтот, сам без Лидија, и влага и он во лифтот и уствари двајцата сме со рацете у джеп, онака ни он не ја нашол Лидија, ни ја не сум со Лидија. Давид, од твојата песна 5 до 2 до денес навистина забележителен е растот во твојата кариера. Што најмногу научи за себе како артист во целиот овој период? Па, знаеш како, музиката е како маратон, не е нешто кое треба секој ден да имаш некој краток успех, туку тоа е една кариера која треба да се негува и не можеш секој ден да имаш и хит и не можеш секој ден да си свеж и не можеш секогаш да си инспириран. Меѓутоа тоа го сватив со тек на време. Јас веќе можеби 6-7 години јавно издавам музика. Меѓутоа еве сега некако се осеќам најсозреан и сваќам дека треба време, треба инспирација. И да бев пред 4-5 години и да го имав ова знаење ќе ми беше многу полесно, бидејќи кога си помал сакаш цело време се некако побрзо да ти дојде. Но гледајќи од оваа точка, искрено задоволен сум. Во твоите песни често има и лични приказни и искуства. Дали некогаш се двоумиш колку од себе да представиш пред публиката? Па искрено
знаеш како, јас тоа што го кажувам е инспирирано од моја случка. Не навлагам многу во детали, сепак една песна за да биде добра и певлива не треба да е многу комплицирана. Така да секогаш гледам да искористам само суштината од мојот секојдневен живот и да пренесам во песна. Сега некогаш е малку поспецифично, меѓутоа гледам да се држам на таа некоја основна база. Многумина од младите во Македонија во моментов те гледаат како инспирација. Што би им порачал на оние што сакаат да започнат музичка кариера? Би им препорачал да веруваат во себе, да не се откажуваат, да не си ставаат бариери, бидејќи она, како викаат, sky is the limit. Јас не потекнувам од музичка фамилија, немам никакво искуство од дома, да речеме, со музика, меѓутоа многу силно сум верувал. Сум се пробивал и меѓу луѓе, и меѓу контакти, и меѓу некои граници кои биле поставени од општеството и секогаш сум верувал во себе. Најбитното нешто е да веруваш во себе. Имаш изјавено дека твој најголем идол ти се твоите родители. Колку нивната поддршка беше важна за твојот развој и кариера? Па, како што кажав, знаеш, многу е тешко да веруваш во себе и да си толку убеден дека можеш да направиш се, и тоа потекнува од дома. Моите родители секогаш ми давале сила, ме оставале да грешам, меѓутоа и да се осеќам јас како некој супер херој како дете. Знаеш, имаш си мал 5-6 години, 7 години, веруваш во нешто и моите родители ме поддржувале, не ми го крателе сонот. Тоа е многу битно во развој, поготово кога си толку мал, и заради тоа и ми се идоли. Јас секогаш сум бил пуштен од нив да верувам и да сонувам. И за крај на нашиот разговор, што следува после Лидија? Следува еден дует кој ќе го видите за брзо. Тоест, не знам ни дали е дует тоа, пошто е со една група. Така да, тоа следува уште еден сингл, следуваат многу големи проекти. Ќе видите, има доста интересни ствари ви имам спремено. Така, а нашите гледачи ќе можат да го погледнат и тоа. Давид, благодарам што утрово беше дел од Македонија наутре. Фала ви на вас.